Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев синоќа на македонската телевизија во отворена програма одговараше на прашања на представници од 8 национални медиуми и јавниот сервис. Во време траење од околу час и половина беа отворени бројни теми и актуелни прашања: како ќе функционира новата влада, кои ќе бидат приоритетите, како ќе се развива економијата, членството во Европската унија и НАТО и надворешната политика воопшто беа само дел од прашањата на уредниците. Она што предизвика особен интерес кај граѓаните, но и реакции од страна на експертите беа секако прашањата кои се однесуваа на економијата. Во однос на економијата, Заев изјави дека се поминати линиите на ликвидност во државниот буџет, но порача дека државата ќе има доволно средства да ги следи сите политики, да ги алиментира сите потреби на граѓаните, онака како што се испорачани како ветувања од новата влада, како и редовна исплата на пензиите. Кога станува збор пак за ветувањето од минимална плата од 16 и просечна од 30.000 денари, Заев информираше дека за истото ќе се дебатира и дека се надева овие суми да бидат достигнати до крајот на 2019 година. Нашата намера не е императивно да ги донесеме бам 12.000 за почеток минимална плата. Одлука на влада 16.000 денари минимум, па тоа некого ќе го кошта, ќе го уништи. Сакаме да отвориме дебатата, да и направиме проценките, да се знае каде државата треба да интервенира, за да нема тоа негативен ефект врз одржливоста или профитабилноста на самата компанија, односно да не ја уништиме компанијата, обидувајќи се да стимулираме да даде поголема минимална или просечна плата, на крајот тај да не постои да не дава никаква плата. Целта не е таа. Нормално е и компанијата да расте во својот обем, ама при тоа да го мотивираме доволно и газдата да оддели малку похрабро од неговото срце, така да се каже фигуративно, и да сподели со работниците. Заев најави именување на даночниот систем, односно различни стапки на данокот на доход. Даночниот систем на Македонија во 2015 година, пак од страна на економскиот магазин Forbes, беше посочен како пример кој Грција треба да го следи за да овозможи раст на економијата. Во Македонија не може тој што зима 10.000 денари плата и тој што зима 10.000 евра плата да платат исто 10% персонален данок на доход. Тоа не е фер. Механизмот кој што го предлагаме е сите оние што имат примање до 1000 евра плаќаат 10%. Секој оно што има над 1000 евра, пример 2000 евра, за 1000 евра, над 1000 евра што се, значи само за 1000 евра плаќа 18%. Кога станува збор за пензионерите, Заев посочи дека зголемување на пензијата ќе добијат само доколку дојде до зголемување на потрошувачката кошничка. Истакна и дека ќе се работи на привлекување на странски инвестиции, но под еднакви услови како и за домашните фирми.